Беше тоа на 15. август 1894 кога во Ресен, во куќата на Татарчеви, се одржа советување на првенците на Тморо. Со советувањето непосредно раководеа Даме Груев и Пере Тошев. Беа донесени значајни одлуки за натамошниот развој на револуционерното движење во Македонија. Ова прво советување на Тморо се смета за голема предилинденска искра. Беше тоа на 15. август 1993 година, кога во Сондерберг, Данска, на последниот ден од заседанието на Меѓународната федерација на студентите по медицина, Сојузот на студентите по медицина на Македонија беа примени во полноправно членство. Беше тоа на 15. август 1998 кога во Скопје се одржа основачко собрание на Нотарската комора на Република Македонија. За председател беше избрана Зорица Пулејкова. На 15. август 1915 роден е Благоја Стефановски Гојчо, македонски револуционерен и воен раководител. Работел како шивачки работник. Уште во најраната возраст се вклучил во синдикатот. Бил член на комунистичкиот подмладок СКОИ, а во 1935 година станува член на Комунистичката партија на Југославија. Во 1937 по апсењето на Панче Пешев станува секретар на месниот комитет на КПЈ за Куманово. Во 1942 учествува во издавањето на весникот Октобрис. На 26 февруари 1943 година е уапсен од бугарската полиција и интерниран во Бугарија. Од интернацијата е ослободен во декември 1943 и во февруари 1944 заминува во партизани. Бил политички комесар на Кумановскиот партизански одред, а потоа и на Брегалничко-струмичкиот корпус. Учесник е на првото заседание на АСНОМ. По ослободувањето во 1945 година е председател на воениот суд што им суди на соработниците со окупаторот, а потоа од 1946 работи во армијата. Во 1964 година е избран за пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка република Македонија, но набрзо потоа во 1965 година починал. На 15. август 1897 во селото Кономлати, Костурско, Егејска Македонија, е роден Стојан Христов, американски писател од македонско потекло, новинар и 12 години државен сенатор во Соединетите Американски држави. Во 1986 година, при посетата на Македонија, тој основа фондацијата Стојан и Маргарет Христов. Најпознати негови дела се хрониката Херои и убици, романите Лавот од Јанина, Ова е мојата татковина, Мојот американски аджилак и мемоарскиот роман Орелот и Штаркот. Стојан Христов почина во Томсон Хаус во Бретелборо на 25 јануари 1996 година. На 15. август 1911 година во селото Крушаре, Енидже Вардарско, е убиен апостол Петков, наречен Енидже Вардарско сонце, македонски револуционер и војвода, учесник во Илинденското востание. Роден е во селото Бојмица, Солунско, во 1870 година. На 15. август 2012 година, на 64 годишна возраст, почина Арбен Џафери како последица од претрпен мозочен удар. Тој неколку години боледувал од Паркинсонова болест. Џафери заврши филозофски факултет, а од 1990 година работеше во Приштина како новинар. Во политиката беше активен прво како председател на ПДП, а потоа и на ДПА. Партијата ја предводеше 12 години се до 2007 година, кога од здравствени причини се повлече од функцијата. За председател беше избран Мендух Тачи, а Џафери стана почесен председател на Демократската партија на албанците.
Na 15. avgust 2016 godina pokuso i teško boleduvanje vo Slovenija počina golemiot promotorna makedonskata kultura vo dijasporata i vo svetot, muzičarot Ljuben Dimkarovski, koji beše prva truba vo Ljubljanskata filharmonija i osnovač i vodač na grupata Pela, so koja promoviraše makedonskata muzika niz celiot svet. Vo poslednjite godini svetot go zapozna Dimkarovski kako prvi jedinstveni izvedovač na predistorijska flejta, najstarata flejta na svetot, so koja na muzičkata javnost i pokaža deka i golemite klasici može da bidat odsvireni so praistorijska flejta.